Исполнуваме уште едно од предизборните ветувања, а тоа е дека градот, градската администрација ќе бидат рол модел, односно стимулатор на еколошкиот начин на живење. Имено градот Скопје за потребите на градската администрација набави 6 нови хибридни автомобили од марката Toyota Yaris за вкупен износ од 6,3 милиони денари со вклучен ДДВ, со што го обновуваме застарениот возен парк на градската администрација. Последната набавка на возила била изведена во 2012 година, кога биле набавени Ford Fiesta дизел, што се нееколошки возила. Емисијата на хибридите кои што ги набави градот се околу 4,8 милиграми по километар, а потрошувачката е 3,7 литри за 100 километри, со што всушност ќе се прават и посериозни заштеди, особено заштедите кои што се однесуваат во делот на одржувањето на возниот парк на градот, имајќи во предвид дека возилата што ги имаме набавено се со 6 годишна гаранција, односно 200.000 километри. Додека ја предводам градската администрација, возилата кои што ги купуваме за незината потреба или ќе бидат на хибриден или ќе бидат на електричен погон, бидејќи сакам градот кон граѓаните ја упатува пореката дека сите мораме да ја штитиме животната средина, со што ако се следи овој пример, значително ќе се намали аерозагадувањето во нашиот град, особено она кое што се предизвикува од автомобилскиот и патниот сообраќај. Така што ваквите подобрување на услови за работа на администрацијата очекувам дека со тек на време ќе дадат и поефективни резултати за услугите кои што градот ги пружа кон граѓаните. Началку рековте имате нееколошки автомобили, дали ќе продолжите да ги употребувате? Дел од нив не, дел од нив ќе ги дадеме, да речам, на лицитација или на други градски институции. Градот како таков ќе се трудам што е можно поеколошко поведение да има во однос на возниот парк во конкретен случај. Градежните работи кај мостот Гоце Делчев, Градежните работи кај мостот Гоце Делчев ќе траат во наредните 40 дена. Станува збор за дилатација која што не е извршена повеќе од 13 години, таму ќе имаме посебен сообраќајен режим, или ќе треба да истрпиме тие 40 дена да имаме сообраќајен метеж, или ќе падне мостот Гоце Делчев. Така што едноставно лето е, луѓето да речам и не се толку присутни, вистинско време е да извршиме таа дилатација на мостот.